Здраво, дечки! Јас сум Кика Авеира и еваме пак со една нова серија на видеа. Стари теми, исти теми, пошто се уште нема решение за многу од нив. Меѓутоа, во ова видео сакам да ви најавам што ќе се случува и да ви кажам зошто направив една пауза, доста долга пауза од креирање контент и слично. И мислам дека не само заради мене лично, туку и општо е оваа тема битна и за тоа сакам да зборувам. Едноставната причина, наједноставно кажано зошто не правев контент, е затоа што не ми беше гајле за ништо. Едноставно си помислив и бев во таков мајндсет едно време дека шо има се ја да се замарам, да зборам на разни теми, да си трошам време, кога очигледно нема да се не е возможно да се направи некаква промена на добро. Така да, најлесно е да си седам, да си работам тоа што ми е работа, да не се замарам со ништо друго, да си правам пари, да си го гледам својата работа, да си ја гледам и да не се замарам со други работи, да не се замарам со општеството околу мене. Мислам дека овој мајндсет е многу чест кај нас. Многу често си размислуваме така. Шо има ја да се замарам? Шо можам ја да направам? Има некој друг ќе ја заврши работата. Не знам, дали владата, дали другава партија, третата партија или не знам, овие што се активисти, нешто прават, ќе завршат они работа, нема ја шо да се замарам. И мислам дека тој мајндсет е многу погрешен. Значи, не напаѓам никој и јас лично поминав низ таков период, еве, ви кажувам. И едноставно направив еден чекор назад и си реков, чекај малце, а ако сите размислуваме вака, ако сите речеме, па не ми е гајле за ништо, не ми е гајле што се случува во општеството околу мене, не ми е гајле за општествени прашања, општествени проблеми, веројатно прво проблемите сигурно нема да бидат решени, а второ ќе се јават и нови проблеми. Оние кои што се на власт ќе си речат, луѓе, ово не им е гајле, ја ќе си правам што сакам. Не дека тоа не го прават до сега, али сакам да напоменам дека сите овие видеа, се што ќе зборувам, сите теми не се обоени со политичка позадина. Јас не сум член на ниту една партија. Искрено не ми се допаѓа ниту една партија. Така што се во ова што ќе се зборува и кое што го зборувам е едноставно една граѓанка на ова општество која што е загрижена за некои работи, која што има се уште надеж дека некои работи можат да се сменат. Мислам дека дефинитивно треба да ни биде гајле за што се случува околу нас и покрај тоа што како поединец секој од нас најверојатно не може да направи многу, меѓутоа секој од нас може да допринесе на свој начин и да направи една мала ситна промена. Ако ништо друго, да започнеме со тоа да бидеме хумани и фини едни спрема други, значи тоа иако е нешто многу ситно, верувајте, еден добар збор во денот може да направи голема промена во општеството. Затоа што јас ќе кажам добар збор на некој, тој ќе каже на трет на четврт и сите ќе имаме подобро место за живење
од една таква ситница, значи, ако тргнеме. Значи, треба да ни биде гајле. Треба да ни биде гајле за воздухот што го дишаме, да ни биде гајле за климатските промени кои што верувале или не ние во нив, тие си се случуваат. Треба да ни биде гајле колку пожарникарски возила има во државата и дали ако ни треба помош можеме да ја побараме. Треба да ни биде гајле дали полицијата работи како што треба и дали ако ни се случи нешто ќе бидеме заштитени. Треба да ни биде гајле дали судството работи како што треба и дали тие што не се однесуваат како што треба да се однесуваат, ќе бидат казнети и така натаму и така натаму. Треба да ни биде гајле за многу работи. И сега сакам да ви прочитам еден пример за што се случува кога ни е гајле за работите. Вистински ни е гајле за работите. Значи, во периодот од 26.7. до 16.8. на целата територија на Република Северна Македонија имало 106 пожари, а на територија на град Скопје во периодот од 1 до 15 август имаше 129 пожари. И сега, некои од овие беа лесно изгаснати. Некои знаеме дека малку потешко се изгасна. Меѓутоа, еве го интересниот дел. Вика, за гаснење шумски пожари, бригадата за противпожарна заштита од сега ќе користи и специјален иновативен адитив за гаснење пожари на отворено, произведен од македонската компанија VT Production, која го произведе овој иновативен производ со поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој и потоа го донираше за потребите на противпожарната бригада. Станува збор за адитив кој што се додава во водата за гаснење пожари и има уникатна способност да ја зголеми вискозноста и лепливоста на водата, која останува на вегетацијата, што го прави процесот на гаснење и контрола на шумските пожари многу поефикасен. Значи, ова се случува кога на некој му е гајле за тоа што се случува околу него. Сигурно нема секој од нас да стане сега иноватор и да измислуваме нови работи кои што можат да помогнат наоколу, меѓутоа можеме да тргнеме од ситници и секој да размисли како може да допринесе и што може да направи. Јас Оно што јас можам да го направам е да јадам малце бурек на видео, да го продуцирам тоа видео и можеби да инспирирам некој од вас и вие да размислите и да преземете некоја акција. На крајот сакам да напоменам дека сите овие видеа и теми за кои што ќе зборувам и информации кои што ќе ги споделувам и ќе ги користам во овие видеа се преземени од meta.mk. Зошто? Зошто баш овој сајт? Затоа што се работи за доверлива новинска агенција во која што сум сигурна дека секоја информација на овој сајт е вистинска, проверена. Значи, таму работат вистински и искусни новинари, кои што нема да си дозволат тек така да напишат нешто што не треба или што не е вистина, а исто така овие новинари работат на проверка на факти, така што дефинитивно им верувам и сите овие информации се од таму. Се надевам дека ќе се дружите со мене во овие нови видеа, со нов сетинг, со малце поквалитетно аудио. И јас во последно време слушам многу долги видеа. Значи, ако видеото е под 20 минути, не го ни пуштам. Се надевам дека и вие, и некој од вас има исти преференци, земате кафе или чај или винце или што и да е
и додека го пиете вашиот напиток, да поразговараме, да споделиме некоја информација и да се надеваме дека нашево општество ќе стане малку поубаво место за живење и ќе го направиме во суштина ние да биде малку поубаво место за живење. Се гледаме во наредното видео, во меѓувреме видете ги другите видеа кои што ги има на мојот профил. Овие видеа ќе можете да ги видите на YouTube или на IGTV и се гледаме во наредното видео. Чао, чао!